Štipskите социјалдемократи денеска излегоа со список од 7 краткорочни и 4 долгорочни мерки за спас на фудбалскиот клуб Брегалница. Истите се резултат на трибината која минатата недела ја организира, а се однесуваат на итна и целосна исплата на парите од општинскиот буџет, избор на раководство со консензус во Советот, пријателски односи со бизнис заедницата и целосен извештај за работата. Во така наречените долгорочни мерки СДСМ предлага: потребна е приватизација на клубот, но таа да се направи на транспарентен начин, со вклученост на сите релевантни и заинтересирани страни, во зависност од моделот на приватизација да се овозможи во управата на клубот да има постојано вклучени по еден представник делегиран од двете најголеми советнички групи, да се посвети посебно внимание на работа со младите и при тоа да се изврши рана селекција на најталентираните деца во однос на рекреативците и со нив додатно да се работи без партиципација од нивните родители. Клубот да се потпира во работата на знаењето и искуството на тренерскиот кадар од Штип во сите категории, посебно во младинските. Според социјалдемократите нештата во Брегалница драстично ќе се сменеле по локалните избори. После изборите во октомври, по преземањето на локалната власт, Социјално-демократскиот сојуз има намера ова што сега го видовме како заклучоци, како долгорочни мерки да го преточи во реалност и да се обидеме Брегалница да вратиме на оние патики на кои што беше порано и кои што ги заслужува. Од друга страна, од општината на пресот на СДСМ испратија писмена реакција. ФК Брегалница си има раководство, стручен штаб кој работат по програма. Општината издвојува пари за клубот, котизацијата е платена, исплатена е платата и се надеваме дека Брегалница ќе постигне добри резултати. Локалната самоуправа не се меша во работата на клубот. Оставаме стручните лица да си ја водат работата, а не политичарите. Доколку СДСМ навистина се грижеше за Брегалница, немаше да дозволи во мандатот на нивниот градоначалник од периодот 2005 година да не издвои ниту еден денар за Брегалница и клубот да ја напушти и тогаш првата лига. Во овој состав имавме 2 обиди за приватизација на клубот, но истите пропаднаа поради поединци во Советот, веројатно блиски до нивната партија. Стои во соопштението од општина Штип.